Деновиве се навршија 6 месеци откако обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција отвори предистрага за постапката за избор на конзорциумот ИРД Инженеринг, кој прво ја преговараше цената за изградба на автопатите кои ги гради Бехтел и ЕНКА, а сега треба да врши и надзор. Обвинителството кое го води Ислама Бази презеде таков чекор по непрекинатиот притисок од дел од јавноста и од медиумите, меѓу кои 360 степени. Сомнешна постапката фрлаа повеќе елементи, но во фокусот беше една од фирмите од победничкиот конзорциум Electra Solutions. Хронолошки, првиот проблематичен елемент поврзан со Electra Solutions е тоа што фирмата ја немала неопходната лиценца за надзор кога се распиша тендерот. Причината е проста. Компанијата никогаш претходно не се занимавала со надзор. Барањето за лиценца е поднесено во ек на распишаниот тендер, а надлежното, Министерството за транспорт, го издало документот за само 5 работни дена. Ако ги сметаме и денот на поднесување на барањето и денот на издавање на лиценцата. Јас вадев лична карта пред извесен период и мене ми требаа 10 работни дена. Како може една фирма да добие лиценца да биде надзор за 4 дена? Значи, најпрвен сакам да потенцирам дека надзор над изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е компанијата ИРД од Италија. На ова гостување на ТВ Алсат на крајот на март годинава министерот Бочварски 4 пати беше прашан и исто толку пати одбегна директно да одговори. Дали друга компанија добила лиценца за надзор во толку кратко време како Electra Solutions. 360 степени уште тогаш се потпре на законот за пристап до информација од јавен карактер и побара за секоја издадена лиценца за надзор, на кој датум била побарана и на кој датум била издадена. Од Транспорт и врски користеа технички образложенија за да не ни ги дадат тие податоци, се додека барањата не ги формулиравме на начин што не можеа да ги отфрлат. Посакуваните податоци ги добивме откако побаравме фотокопија од барањата за издавање лиценца за надзор, кога тие биле поднесени во Министерството за транспорт и врски, а каде има и печат и датум на прием. Датумот на прием го вкрстивме со датумот на издавање на лиценците за секоја фирма поединечно, кој пак може да се најде во регистарот на издадени лиценци, достапен онлайн. Според податоците кои ги добивме за 2023 и за 2022 година, ниту една друга компанија не добила лиценца за надзор за толку кратко време како Electra Solutions. Во тој период, со лиценца А за надзор за прв пат се стекнале 13 компании. Просечно чекале на лиценца 11 работни дена, во што се вклучени и денот кога е поднесено барањето и денот на издавање. Најмногу работни денови, вкупно 21, чекала фирмата Geopoint, а уште 5 фирми чекале повеќе од 10 дена. Речиси сите останати ги добиле лиценците по чекање од 8 до 9 работни дена, со исклучок на фирмата Квадар која добила лиценцата за 6 дена и рекордерот Electra Solutions, која добила лиценца за 5 работни дена. Подсетуваме, вклучувајќи ги денот на поднесување и денот на издавање на лиценцата. За споредба, за еден ден помалку од Electra Solutions работа завршила само фирмата Синтек, но тие не барале лиценца, туку правеле корекција на адресата. За тоа требало 4 работни дена. Дека Electra Solutions била ставена на брза лента, покажува уште еден пример. Фирмата Техноклима од Куманово побарала лиценца за надзор на 23 септември 2022 година. 4 дена подоцна, на 27 септември 2022 година, своето барање го поднесува и Electra Solutions. Спротивно на хронологијата на поднесување, прва е готова лиценцата на Electra Solutions, веќе на 3 октомври. Техноклима ја добива лиценцата на 5 октомври. Министерот за транспорт Благој Бочварски го соочивме со нашиот заклучок произлезен од документите кои ги добивме од неговиот ресор. Но тој беше дециден дека имало и други фирми кои за пократко време добиле лиценци. Ова е неговиот интегрален одговор. Јас веќе припремив еден податок од Министерството за транспорт и врски, каде што најмалку 5 фирми во последните неколку месеци има добиено за помалку од 5 дена такви лиценци. Не, претходно. Така што колку и да се обидува некој да бара во институциите некаква грешка заради брзо или бавно издавање на лиценци, тоа не може да го најде, бидејќи не е единствен случај и неколку пати повторив, ние сме поврзани со Комората на овластени инженери и архитекти во однос на оваа процедура. Секогаш кога пристигнува барање, ние праќаме допис до Комората да ни потврдат дали тие
архитекти, инженери кои што имаат овластувања се согласно процедурите и дали се соодветни на тие кои што ги издаваат од комората. А ако комората на нас не одговори за еден ден, ние можеме и за 2 до 3 дена да ги издадеме лиценците кон компаниите. Така што констатацијата не држи дека е единствена компанија која што е издадено за, не знам, недела дена, бидејќи има и пократки рокови за издавање на лиценци пред да биде издадено на оваа компанија. 360 степени дополнително побара од Министерството за транспорт и врски да појасни кои се точно фирмите кои побрзо добиле лиценца од Electra Solutions. Побаравме и доказ кога тие фирми поднеле барање за да провериме за колку дена ги добиле. И покрај конформниот рок за одговор, тој не стигна. Дел од тврдењата на Бочварски проверивме во комората на овластени архитекти и инженери. Оттаму ни одговорија дека просечно им се потребни 5 дена за проверка на овластувањата на одредено лице, од моментот кога ќе им пристигне такво барање од Министерството за транспорт. Но додаваат дека има и случаи кога им бил потребен само еден работен ден, а имало и случаи кога постапката траела 30 дена. Се зависи од тоа дали членот на комората си ја платил годишната членарина, независно дали му е важечко овластувањето. Во случај кога барањето за потврдување се однесува на неактивен член, комората го известува дека е потребно да ги подмири обврските. Во зависност од брзината на неговата реакција, односно регулирање на обврските кон комората, зависи и периодот на доставување на дописот, одговорот на комората до Министерството. На наше прашање, од комората потврдија дека имало случаи кога Министерството ургирало побрзо да одговорат на нивно барање. Тоа што Electra Solutions добила лиценца А за надзор среде тендер и за експресно време, беше само една од спорните точки. Нашите истражувања покажаа дека дел од имињата на професионалците кои треба да го вршат надзорот и кои според тендерот треба постојано да бидат на располагање на терен, се искористени за добивање на други тендери за надзор чие спроведување е во тек во моментов. Понатаму, значителен дел од надзорните инженери со чии имиња е добиен тендерот, всушност се вработени на 40 часа во други фирми, што отвара прашање како ќе работат нонстоп на делниците на Бехтел и Енка, ако имаат друга, редовна работа. Овие и уште неколку други дилеми требаше да ги одгатне јавното обвинителство. Докаде се? 6 месеци подоцна. По обезбедување на севкупната документација и извршената анализа од страна на истражителите од Истражниот центар на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, во наредниот период предметниот обвинител треба да започне со распит на лица инволвирани во постапката. Додека обвинителството врши действија и распити, на терен веќе почна изградбата на автопатите, а со тоа и надзорот кој чини 22,3 милиони евра. Дали и колку пари се исплатени на надзорот до овој момент? Прашавме во јавното претпријатие за државни патишта и во јуни и сега. И тогаш и сега не добивме одговор. Јавното претпријатие за државни патишта не е дел од отворени финансии, што значи дека не може независно да им се проверат ниту приходите, ниту расходите. Тоа можат да го сторат само надзорните институции и, ако има потреба, обвинителството.